15 лица кои се сопственици на кумановската фирма Кридеа стравуваат дека ќе станат бездомници бидејќи испорачувале услуги за државната фирма Економија Идризово, а таа не им плаќала. За да може да одговорат на барањата на Економија, водејќи се од успешната соработка што почнала пред 2 децении, тие ги ставиле под хипотека куќите во кои живеат. Но Економија во 2008 година престанала да плаќа за услугите и за кусо време го наталожила долгот од близу 160.000 евра. Речиси 10 години, Кридеа се обидува да си го наплати долгот. Минале ни судски постапки, вмешани се извршители, но долгот се уште не може да си го наплатат. Последниот обид за наплата на долгот го спречиле вработени во кабинетот на премиерот Зоран Заев, тврди Татјана Арсик од фирмата Кридеа. Банките го губат трпението и најавуваат активирање на хипотеките, а државната компанија ветува, но не им ги исплаќа парите за услугите. Собствениците на фирмата веќе една недела во шатор протестираат пред влада, а ќе останат додека државата не им го плати долгот. Веќе кај нас не се работи ниту за месеци, ниту за денови, туку се работи само што колку часа и колку минути ќе не исфрлат под ведро небо 15 луѓе да живееме, а што е уште најтрагично, ние ќе немаме ниту 20 денари леп да се купиме, мислам, пошто сите живееме од таа една иста работа. Има и деца, има и студенти, што да кажам, мислам сите почнеме веќе лекови за смирување да пиеме, како да издржиме оваа тортура. Државната фирма Економија, за да не го плати долгот, го криела имотот што го поседува и не го запишувала во Агенцијата за катастар и недвижности. Собствениците на Кридеа откриле дека Економија има 2 дуќани купени од бетон уште во 1984 година, но не се заведени во катастар. Кридеа тужела и судот пресудил дека дуќаните треба да бидат заведени во катастар како имот на Економија, со цел по уписот да ги продадат за да си го наплатат долгот. Откако дуќаните биле впишани во катастар како собственост на Економија, кумановската Кридеа преку извршител прибележала хипотека на имотот од државната фирма. На денот кога била првата продажба, се изненаделе кога на имотниот лист во катастар виделе дека собственик не е повеќе фирмата Економија, туку владата на Република Македонија, со објаснување дека тие биле собственици на правното лице. Промената во катастар е направена преку ноќ, тврди доверителот Татјана Арсик. Судското решение било ставено надвор од сила, кога од катастар побарале да преиспитаат на чие име ќе се заведат недвижностите. На 13 април јас кога одидов во катастар, значи ми кажа дека советничка од кабинетот на премиерот се јавила и наредила да се изврши упис на РМ, под изговор дека основа за запишување на име на РМ е тековна состојба, каде што стои дека основач на Економија е РМ, значи ние прв пат кај неја бевме на 19 април 2018 година. Чарова вика, вие сега не смеете писмено ми пишува да извршувате, затоа што во овој момент е собственик РМ. Директорот на катастар Борис Тунџев е на одмор, па не добивме одговор кој побарал имотот од приватната фирма што е должник да биде префрлен на владата на Република Македонија. Во решението на судот за префрлање на имотот стои дека треба да се запише хипотека, а пак доколку државната Економија го отуѓи имотот на трето лице, тогаш тоа лице ќе треба да ги плати и долговите кон кумановската фирма. Тука се вмешала посебната советничка на премиерот Зоран Заев, Тања Чачарова-Илиевска. Таа побарала дуќаните на Економија да бидат запишани како имот на РМ, а не на Економија, но ги изоставиле долговите кон Кридеа. Со тоа кумановската фирма го изгубила и последниот начин за наплата на долгот. Посебната советничка во кабинетот на Заев, Тања Чачарова-Илиевска, за Маквакс не објасни зошто и како преку ноќ се менувал собственикот на имотот, но рече дека бара решение за проблемот. Владата го знае проблемот со долговите на правниот субјект Економија и прави стратегија за решавање на истиот, а со тоа и на случајот со Кридеа од Куманово. Додека државата ја прави стратегијата, доверителите од кумановската Кридеа ќе останат пред владата. Тие обвинуваат дека во целата приказна се вмешани судовите, врз основа на чии одлуки се правеле измените во катастар и оневозможиле наплата на долговите.